Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина мене ми е чест и задоволство и оваа вечер да можеме да бидеме заедно, да се дружиме заедно, а се разбира да се дружиме со нашиот небесен татко Господ Исус Христос. Така ви посакувам многу благослови и верувам дека оваа вечер ќе го отвориме нашето срце за Бога и длабоко верувам дека Бог преку Божиот збор дека тој ќе не благослови сите нас оваа вечер. Така да само сакам да му се заблагодарам на Господа на вистина за неговата искажана милост која што секогаш ја искажува на сите нас, не заради нашите добри дела, туку заради неговата благодат и заради неговата милост која што доаѓа врз нашиот живот. Му благодарам на Господа за тоа што Господ преку неговиот дух не инспирира и не покажува преку Светото писмо како да се живее еден богоугоден живот пред очите на Господа и се разбира пред очите на луѓето. Клучна работа, основна работа видовме и го разгледуваме животот на Аврам. Зошто? Затоа што Библијата не само што го нарекува Аврам Божи пријател од страна на самиот Господ Бог, туку Библијата зборува точно дека Аврам е човекот на верата и дека Аврам е јунакот на верата. И Библијата зборува дека Аврам излезе од татковиот си дом без да знае каде оди и што го очекува. Навистина една предизвикувачка тема или вера, која што сите ние навистина ја посакуваме. И мојата молитва оваа вечер е да имаме вера како што Аврам имаше вера. И видовме дека во минатата емисија како Бог сака заради целосната доверба кој Аврам ја имаше кон Господ, да Бог воспостави еден нов договор, еден нов почеток со овој човек. Видовме како Бог реков воспоставува нов договор и тоа го видовме во 70-та глава од првата книга на Мојсе. Овој договор е воспоставен како основа на Аврамовата вера. Бог сака да вклучи нов договор или нов сојуз. Потоа Бог на Аврам му ветува дека тој ќе го благослови и преблагослови, се разбира врз основа на неговата вера. И не само тоа, дека Бог ќе му даде наследник на Аврам. Потоа Господ му зборува на Аврам дека тој или од него ќе потикне или ќе произлезе оној кој ќе владее вечно. Всушност, оној кој владел од почетокот на светот. Библијата зборува дека Господ е тој кој владел од почетокот на светот. Во Новиот Завет Господ Исус на многу наврати во книгата Откровение ни е запишено дека тој е Алфа и Омега. Всушност Господ Исус самиот се именува како Алфа и Омега, како почеток и свршеток на овој свет, како прв и последен, оној кој е семојкен, оној кој е готов да им суди и на живите и на мртвите, затоа што тој ги има клучовите, се разбира, на адот и смртта. Но верувам дека и како што започнавме, живееме во последните времиња, во времиња кога многу нешта се случуваат, кога многу нешта веќе се влошуваат во секоја смисла. Затоа е потребна една целосна вера, како што имаше Аврам, без разлика во иднина што нас не очекува. Крај накрај, почитувани, иднината не е во наши раце. Иднината, се разбира, е во Божи раце. Бог ќе знае иднината на нашиот живот. Бог ќе знае иднината на целиот овој свет. Како што Бог го знае почетокот на овој свет, така Бог го знае и крајот на овој свет. Ние често пати дискутираме, разговараме дека тоа триумфално доаѓање на Господ Исус Христос е многу близу. Но верувајте ми, секој еден од нас треба да се запраша каков е неговиот однос со самиот Господ Бог, како е со неговата вера. Затоа што Библијата вели, дури самиот Господ во Новиот Завет вели, кога ќе дојдам, дали ќе најдам вера.
затоа што тој ќе дојде како господар над господарите и како цар над царевите. И Библијата зборува дека од неговата уста ќе произлегува меч или ќе излага меч со две острици. Тој ќе биде како пастир кој ќе ги подели овците од козите. Едните ќе бидат фрлени во вечен оган, а другите ќе живеат вечно заедно со Господа. Кој? Оние кои што ја имаат целосната комплетна доверба во самиот Господ Бог и се подпираат без разлика на сите нешта, на сите препреки кои доаѓаат во животот. Важно е во овие критични времиња, во овие последни времиња, како што реков, се случува околу нас и кај нас. Но важно е да ја потприме, да се потприме самите ние себе си кон Божјата кревка рака, кон самиот Господ Бог, затоа што Библијата вели, ако ние како луѓе се потпираме на човек, човекот лажи и умира. Ако се потприме на дрво, дрвото скапува и гние. Нема нешто што е трајно и нема нешто што е вечно на кого ние можеме да се подкрепиме или крепиме и да најдеме утеха и заштита за нашиот живот или на еден начин да најдеме сигурност. Денеска ништо не е сигурно на овој свет. Единствено нешто што видовме е дека верата во Господ е сигурното нешто кое може да биде светилка или водилка во нашиот живот. Затоа е многу важно, како што овој човек Аврам се потпал покрај сите негови препреки, покрај она што тој не знаел во иднина што го очекува, покрај можеби многото неговата разочараност во одредени работи, особено во наследството, сепак тој му верувал на Господа и тоа било како утеха и награда, се разбира, на неговиот или за Аврамовиот живот. Во Новиот Завет откриваме дека самиот Господ Бог, кој требало да се утелотвори, да дојде на овој свет преку личноста на Исуса Христа, точно доаѓа од Аврам или од бедрата на Аврам. Еве што вели во Новиот Завет, 1 глава, 1 стих. Книга за родословот на Исуса Христа, син Давидов и син Аврамов. Ако добро се сеќавате, Бог му вели на Аврам дека од него ќе произлеза владетели и цареви кои ќе владеат на овој свет. Библијата ни открива дека точно Давид беше царот кој владееше со Божјиот народ. Библијата открива дека Давид беше вториот цар после првиот цар кој беше избран од страна на луѓето, тоа беше Саул, но прв цар кој беше избран по Божјото срце, по Божјата намера и по Божјиот поглед беше Давид. Давид, се разбира, доаѓаше од Аврамовото потекло. Па дури Библијата ни открива дека дури Исус доаѓа точно од таа лоза. Всушност од Аврамовата лоза. Библијата ни открива дека на Аврам му се роди Исак, а на Исак му се роди Јаков, а на Јаков му се родија 12 синови. Тие 12 синови сочинуваат една цела комплетна нација која се вика Израел. Па дури Господ му го промена името на Јаков и му вели: повеќе нема да се викаш Јаков, туку ќе се викаш Израел, кој во наш превод, во наш контекст, значи јак и силен народ. И видовме дека Господ точно излага, или Господ Исус доаѓа точно од Аврамовото потекло или од Аврамовата лоза. Тука можеме да видиме дека благословот или благословите идат или течат во животот врз основа, се разбира, на нашата вера во самиот Господ Бог. И видовме дека се што доаѓа, секој добро, секој благослов, совршен благослов, совршен подарок, Јаков ни зборува дека доаѓа врз основа на нашата вера. И Библијата вели дека Бог е подготвен да ни даде добри дарови, се разбира, и да ни помогне во нашиот живот врз нашата вера. Ако ние имаме вера, се разбира колку едно синапово зрно, што и да посакаме во молитва, Бог ќе ни го даде тоа благовремено. Читаме во Библијата како една жена немаше деца и врз основа на незината вера во Господ подоцна
Ана, таа жена се разбира се викаше Ана, го добива својот син и го остава во храмот Божи при свештеникот на Или да служи цел негов живот. Но сепак, повторно ќе ви кажеме дека тоа беше врз основа на незината вера. Бог ја отвори незината утроба и ја благослови со едно прекрасно детенце, со еден прекрасен Божи човек кој служеше долги години и беше судија над Израел. И тој човек беше кој прв го постави, го помаза Саул за цар, па дури и Давид за цар над Божиот, се разбира, народ. Врз основа на нашата вера, Бог ќе се погрижи, се разбира, за сите наши потреби. Затоа е важно да имаме вера. Затоа реков, треба да имаме вера како што имаше Аврам. Аврам, без да знае, излезе од татковиот си дом, без да знае каде оди и што го очекува, но едно веруваше дека оној кој го повика, дека е верен и дека тој ќе се погрижи за сите, се разбира, за сите негови потреби и грижи. Така да сите ние имаме денеска потреби и грижи. Затоа ова вечер ви препорачувам, кога ќе си легнете, побарајте го лицето на Севишниот Господ Бог и искажете својата мака. Искажете ги, изнесете ги сите ваши потреби и грижи. Бог ќе се погрижи за сите нешта. Библијата го открива како Ел Шадај и така Бог му се откри во 17-та глава од првата книга на Мојсе, создавање на Аврам, дека тој е Ел Шадај, кој во превод значи семојкен Бог. Што тоа значи за нас? Дека нешто нема невозможно за него. Тој е семојкен, всушност тој е алфа и омега, содржителот на овој свет, семојкниот. Библијата го открива Исус, оној кој беше, кој е и кој треба да дојде. Затоа, убаво е ова вечер, ајде заедно да ги препуштиме сите наши потреби и грижи. Се што нас ни е потребно, се што го измачува, го притиска нашиот живот, ајде да се доприме со целосна вера до Господа и тој ќе ги реши сите наши, буквално сите наши потреби и грижи. Но за сето ова е потребна вера. Да имаме вера како што имаше Аврам. Како што Библијата ни ги открива во 11-та глава од посланието на евреите, јунаците на верата. И Библијата со право ги нарекува јунаци на верата. Овие луѓе се подпирале на Бога, го подпирале целиот свој живот и сите своји нешта ги подпирале врз Божјата рака и верувале дека Бог е тој кој што ќе се погрижи за сите нешта. Затоа врз основа на нашата вера во Бога треба да веруваме дека Бог ќе се погрижи за се што нас ни е потребно. Ако даде Господ, наредната емисија ќе зборуваме за сите нешта кои Новиот Завет зборува како треба да се подприме и како целосно да му ги предадеме нашите грижи за Господ. И ќе видиме како Бог навистина на еден многу интересен, специјален начин Бог се погрижи за својот народ. Кога беше во Египет, па дури подоцна, гледаме Библијата ни открива дури тие кога беа во Вавилон 70 години, како Бог на свој начин се грижеше за својот народ, за да може народот Божи, Израел, кој беше под робство во Вавилонското царство, да живее добро. Ако сакаме да живееме добро, треба да се подприме со нашата вера кон Господа и тој ќе се погрижи за сите нас и ќе ни обезбеди на сите нас многу подобра иднина, кој сите ние ја посакуваме за нас, се разбира и за нашите деца. Така да имајте убава благословена вечер, Господ нека биде со вас, не заборавајте, подприте се сите заедно со мене, вклучувајќи ми и мене, целосно кон Божјата кревка рака, а тој ќе не помилува. Пророкот Исаја вели, барајте го Господа додека можете да го најдете, викајте додека е блиску, тој ќе ве помилува, затоа што тој е милостив. Ајде ова вечер тоа да го направиме, да го повикаме Господа, да се подприме со вера кон Господа,
Зошто? Затоа што тој е милостив, но од друга страна е Ел Шадај, семоќен и тој ќе ги реши сите наши потреби и грижи и ќе ни обезбеди се што од нас ни е потребно. Така да уште еднаш имајте убава и пријатна вечер и Господ нека биде со сите вас. Се слушаме, се разбира, до наредната емисијата Глас на вистината. Добранок и Господ со сите вас. Амин. Добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што се разбира ќе слушаат емисијата Глас на вистината. Навистина мене ми е чест и задоволство и оваа вечер да можеме да бидеме заедно, да се дружиме заедно, а се разбира